Шкода се приклучи на електрификацијата пред 2 години кога го исфрли моделот Ениак на пазарот. Само 2 години потоа ја добиваме рестилизираната негова верзија. Овој спортско корисно возило од самиот почеток беше представено во 2 каросериски изведби. Класично спортско корисно возило и купе форма која во основа е иста како и класичното спортско корисно возило, но разликата е на задниот дел. Со обновувањето на моделот добивме нова предница, па сега може да се добие Ениак и со оваа форма на маската која е осветлена со 150 LED диоди. Тоа може на некого не му се допаѓа, може би на некому ќе му се допадне. Инаку во самата филозофија на новиот модел е смената на испораката на опременоста. Не може веќе да бирате специфични опремености, туку самиот производител нуди неколку нивоа и пакети на опременост кои се разликуваат и во внатрешноста. Задниот дел рековме дека е во форма на купе и тоа ја дава специфичната слика за ова возило. Нова е бројката 85. Таа означува дека во оваа генерација, во втората генерација на Ениак имаме многу промени испод дизајнот, испод кожата на возилото. Багажниот простор не доживеа големи промени. Неговиот капацитет остана 440 литра и гледате дека е сосема доволно да се сместат повеќе работи. Под паролата Simply Clever имаме во багажникот неколку работи кои се многу ефтини, но многу практични. Како што гледате, можете како сакате и каде сакате да ги поставите, а тие се направени за да го држат стабилно малиот по волумен товар. Под подот на багажникот имаме уште доста простор за одлагање на дребулии. Тука се добро конципирани волумените, а она што ми се допаѓа е што е искористен овој дел за да се спушти и да се чува приборот, односно кабелот за полнење заедно со полначот. Ова покажува и докажува дека, иако е купеовска форма на каросеријата, таа има многу добра употреблива вредност. Иако самиот покрив на автомобилот е спуштен, влегувањето на задната клупа е сосема лесно и комотно. Купеовската форма на покривот воопшто не пречи во влегувањето, а кога веќе ќе влезете, на располагање ви е многу простор. За светлоста во кабината чувството е прекрасно затоа што имате голем стаклен панорамски покрив. Работното место на возачот е типично во Шкода стил, едноставно и прегледно. Со рестайлингот Шкода го задржа 6,5-инчниот дисплеј кој има улога на покажување на виталните информации за возењето, но сменет е инфотеймент системот. Сега има 13,5-инчен дисплеј преку кого се командуваат сите функции во внатрешноста. Пред се е поедноставено користењето на сите апликации во возилото, а исто така вклучен е и асистентот Лаура, кој е потпишан како асистент за
патување и со него можете и активно да разговарате. Лаура системот е еден од најнапредните во групацијата Volkswagen. Инаку што се однесува до дизајнот на интериерот, тој е, како што реков, едноставен. Добро е што има и физички копчиња поставени во внатрешноста, преку кои можете многу лесно да ги менувате начините и сетинзите за возењето, па дури и клима уредот. Сето останато оди преку инфозабавниот систем. Инаку, добро е да се спомене дека има и бежично полнење на мобилни телефони, а целата организираност на интериерот е повеќе од само практична. Таа е многу функционална, особено се истакнуваат и седиштата кои имаат спортска форма, а одлично го прифаќаат телото. Она што не ми се допаѓа во оваа модернизација на Шкода е тврдоглавото задржување на копчето за стартување на моторот, а кога тоа ќе се притисне, моторот останува нем. Да, ова е електричен автомобил. Иновациите на Шкода Ениак по редизајнот се испод лимот. Пред се, сега има и поголема автономија, декларирана до 560 км од истата батерија од 77 киловат-часови нето капацитет. Тоа значи дека е направено нешто повеќе во менеджментот на батеријата и распределувањето на енергијата, па затоа со истиот капацитет сега може да се поминат и 40 километри повеќе отколку кај претходната генерација. Инаку, моторот е исто така доста засилен. Сега има 282 коњски сили, што е дури за 82 коњски сили повеќе од првиот модел. Сходно на тоа и забрзувањата се многу подобри. Од мирување до 100 км на час Ениак поминува за 6,2 секунди, што е исто така подобрување во однос на претходната генерација за 2 секунди. Но, дали е се во брзањето? Не, електричните возила, како ги возите подинамично, така и повеќе ја празнат батеријата, па секогаш требате да бидете избалансиран во своите амбиции на возење. На автопат Ениак е способен да помине повеќе од 450 км, додека пак во градско возење неговата автономија е зголемена поради зголемената рекуперација што се случува. И во обновената верзија на Ениак има две изведби со ист капацитет на батеријата, но оваа што ја возиме е со погон на задните тркала, како и кај неговиот технолошки близнак Volkswagen ID.5, моторот е поставен на задната оска. Тоа пружа добро возење. Го имате она чувство дека управувате автомобил со погон на задните тркала, но поради ниската поставеност на батеријата и нејзината тежина имате зголемена стабилност. Не треба да се претерува премногу, бидејќи тогаш доаѓа до израз нагласеното работење на системите за стабилизација на возилото. Тоа не прави чувство на нелагодност, но сепак се разликува работењето на овие системи во однос на класичните автомобили, повторно поради тежината на возилото. Во својата внатрешност Ениак пружа одлично чувство, не само поради
поради удобноста, туку и поради завршната обработка во кабината, употребените материјали, се што е на допир на рацете дава позитивен впечаток. Ењак е одлично електрично возило. Има просечна потрошувачка, барем за време на тестот, од 20 киловат-часови на 100 километри. Зошто ја спомнувам инфраструктурата? Таа е од круцијално значење за популаризација и нормално користење на електричните автомобили. Ењак, својата батерија од 77 киловат-часови има можност да ја полни со сила од 145 киловат-часови. Такви полначи во Македонија се бројат на прстите на една рака. Времето на полнење пак од 10 до 80% на батеријата е за извонредни 28 минути, но повторно под услов ако имате на располагање брз полнач. Високата цена оди рака под рака со електричните возила. Ењак со оваа поставеност на опременост чини 62.000 евра. Таа сума е поднослива доколку се плаќа на рати. Погледнете како би изгледал лизингот за Шкода Ењак. Сепак, ние како држава и како купувачи се уште не сме подготвени за целосна електрификација. Поголем проблем е мрежната инфраструктура која имаме на полначи, отколку цените на електричните возила. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. До гледање.